Драги мои, добар ден. По низа успешно спроведени економски мерки, владата во акција трет дел. Македонија стана фактор на стабилност на Балканите, откако ги реши сите наши отворени прашања со соседите. Владата на Македонија, со поддршка на Соединетите Американски држави и Европската Унија, се впушти во извезување стабилност во регионот и решавање на косовското прашање. Што може повеќе да посака еден народ од својата влада? Тука и ќе ве потсетам дека треба да не заследите на социјалните медиуми како и секогаш, а тоа значи Facebook, Црвена линија, профилот на Телма телевизија, каде се објавуваат нашите теми и задолжително на Инстаграм. А еве и зошто. На Инстаграм Црвена линија, на Инстаграм Стори, ќе ве пресретне нашето денешно анкетно прашање. Дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Две опции за одговор, да, не, и се разбира резултатите од Инстаграм Стори анкетата ги соопштуваме по рекламите во секоја издание на Црвена линија. А денес секако со вас сакаме да проговориме за тоа. Македонија стана фактор според вас на стабилност на Балканот. Што мислите вие? Како го коментирате сето ова? На 02307-0005 се разбира го вртите добро познатиот број. Оние кои што досега не се вклучиле во Црвена линија, ги охрабрувам да го направат тоа. И се разбира техничко златно правило кое што редовно го повторуваме, ама така мора за стабилност на линиите, е да е намален тонот на телевизорот, односно да се стиши звукот до крај. Меѓу другото, 5 линии се активни, што значи со нетрпение ве очекуваме да започнеме оваа недела и овој понеделник со дискусија во која што главна улога имате токму вие. Значи, еве, ќе повториме дека откако ги реши сите наши отворени прашања со соседите, владата на Македонија, со поддршка на Соединетите Американски држави и Европската Унија, се пушти во извезување стабилност во регионот и решавање на косовското прашање. Па што може повеќе да посака еден народ од својата влада? Да видиме што ќе каже првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Па еве, повелете во Црвена линија, сте го пробивате мразот. Поздрав до вас и до Голем телевизија поздрав Телма. до вас. Ова прашање што е поставено е многу регуларно и реално, затоа што точно Македонија покрај што ги решава своите домашни прашања, дури Ескобар тоа го искажа дека Македонија е стабилна и цврста држава кој може да се решаваат и проблеми на Балканот. Така да без разлика таа пофалба беше искажана и од Европската заедница и од Ескобар, од американците, со тоа што без разлика вчерашниот ден Македонија го положи тој испит, дека многу реално и ревносно ги организираше тие преговори со Србија и Косово, и во тој поглед се донесени некои значајни прашања кои што во догледно време ќе се потпиши и договор. Така да Македонија е стабилна и ќе биде стабилна во секој поглед и ако треба ќе биде и стабилна и на Балканот, ќе помага. А кој ќе биде вашиот одговор на анкетното прашање, дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Да, има доверба кај соседите. Да. Има доверба повеќе кај соседите него дома, бидете сигурни во тоа. Ви благодарам. Да, ви благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со следниот гледач. Нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добар ден, добар ден. Па еве, што ќе кажете, Македонија стана ли фактор на стабилност на Балканот? Па малку тешко ќе биде. Ме слушате? Да, продолжете. Може и само ван темата нешто, стално ве гледам, а никош не сум се јавила. Само два збора да кажам. Дали може? Да, ве слушаме, продолжете, цело време ве слушаме. Видите, во петокот бев во клиника. Толку бев изненадена, јас сум повозрастна жена, и гледам, тука карши дечјата клиника, собран народ, може имаше 200 души.
И ненамоќно сам, што е овде собран толку народ на еден празен простор? Те бараките. И вика, па се кланјат, вика, муслиманите. Вака сега, гледачката ја... Вака сега, во продолжение, јас ќе подсетам дека во Црвена линија имаме конкретна тема, прашуваме Македонија стана фактор на стабилност на Балканот. Ќе ве замолам, сега кој имаме Facebook, Црвена линија, имаме и Twitter, меѓу другото можете да не заследите на Instagram и еве топло препорачуваме во инбокс или може и на wall, како на зидот, како ви одговара, секако да пишувате предлог, теми со кои што ќе може да се позанимава Црвена линија, ние секако тоа ќе го земеме во предвид. Но кога се вклучувате во секој издание на Црвена линија, ве замолуваме најтопло да се држиме до темата, бидејќи има гледачи кои што можеби подоцна ќе се вклучат и ќе добијат впечаток дека зборуваме за нешто сосем далеку и не она што опфаќа во темата. Така да и ве предлозите, ве охрабруваме, слободно пишувајте ги на социјалните медиуми, инбокс Црвена линија, како ви одговара, можете и на Твитер и секако на Инстаграм. Ке ги земеме во предвид. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушам, драго ми е. Според вас, дали Македонија стана фактор на безбедност во регионот? Македонија не станува фактор на безбедност, ја мислам. Особено довербата кај соседите, што викате, више доверба има кај соседите него тука во Македонија. Ја мислам дека кои соседи? Ние немаме салам соседи. Бугарија, знаете како е се понаша. Албанија исто така. Значи ние каква доверба имаме од страна? Ништо тие има претензии према Македонија. Каква доверба? Ја не знам, овој првиот што се јаве, Македонија се цвета. Па гледате, во Македонија ништо не функционира. Ма каква доверба? Па ништо не функционира, ни една институција, ни една и не е стабилно. Немаме ни здравство, немаме ни образование, немаме ни, како да ви кажам, ни се задолжува држава и ви стабилност. Каква стабилност? Па народот не е задоволен ништо ни од Европска унија, овие што доаѓаат овде сакаат Македонија да ја нема. Тие ако сакале, ќе не примеле во Европска унија, а не да поставува услови за идентитетот, за јазикот, не знам за што. Ја не знам овие што бара во Европска унија. Никогаш, па анкетите покажува дека довербата во Европска унија е изгубена. 80% више од народот не е за Европска унија. Што ќе ни е ваква Европска унија? И затоа Македонија. Благодарам и вам, цениме што го споделевте вашиот став и видување. Одеме сега со Твитер заедницата. Твитерџи, еве како коментирано на самиот почеток ќе стартуваме и со твитот на премиерот Димитар Ковачевски, кој што напиша: му посакавме топло добре дојде на Жосеп Борел во нашиот бисер Охрид. Нашата држава е фактор на стабилност на Балканот. Тука сме да помогнеме и да им дадеме поддршка на соседите преку диалог да стигнат до најдобрите решенија. Сите заедно градиме посветла иднина на Балканот. Одиме со вас, продолжуваме. Сметате ли дека Македонија конечно стана фактор на стабилност на Балканот? Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете. Сакам за првото прашање, дали е фактор на стабилност. Тоа не е уопште како фактор на стабилност. Фактор на стабилност е само ако даде нешто, а за узврат ништо да не земе. Конкретно за Европска унија. Промени име, даде јазик, даде не знам више уште што има дадено, што има обеќано да даде, а за узврат нема добиено ништо до сега од Европска унија, освен обеќање и лажење. И овие неки вчера што дојдоа во Охрид, и тие истото го кажуваат како што го кажуваат и предходно. Сакаат бугарите да ги влеземе во уставот
као конструктивен народ. Со кој ќе си направиме уште поголеми проблеми со бугарите и така ги имаме. И ќе ги имаме. У Бугарино не можеш да имаш поверење у Бугарино. Бугарино е татар. Другото прашање кое беше, ако можеш да кажеш? Па еве дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Па дома нема никаква доверба кај никого. Ниту па народ има во него во владата доверба. Владата е сега моментално корумпирана, само се занимава само со тендери и со кражби. Друго ништо. Благодарам за вклучувањето. Одиме со следен гледач. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ало, Добар ден. добар ден. Во црвена линија сте. Намалени е. Одлично. Сега вака, владата нема уопште доверба меѓу народот. 70% народот не сака да влезат во уставот, измените на уставот бугарите. Значи, веćинскиот народ во Македонија најмногу има доверба во Србија, во Босна и понатаму Хрватска. Значи, ова влада го уништи скроз земјоделието најповеќе и економијата. Начело со олигарсот Свето Јанец и Благодарам за јавувањето и најверојатно ќе мораме повторно по кој знае кој пат да подсетиме. Значи, црвената линија е сензитивна кога се спомнуваат имиња, навредливи зборови, погрдни зборови, секако зборови кои што алудираат на насилство и сето она што не е дозволено. Самата автоматски се вклучува. Тоа го знаат сите оние кои што редовно не следат. Како и да е, продолжуваме понатаму, внимавајте со тајмерот, 90 секунди, и тој автоматски се исклучува по 90-та секунда. Ако имаме гледач, се разбира, продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака сега, спомна ти дека само црвената линија само се исклучувала на погрдни зборови на ова-она. Тоа е програмирано компјутерски или некој само стиска тастерче за да те исклучи? Технички така реагира. Како, кој го штелуваше така? Затоа што еве, ајде пред да не зборуваме за темата, мислам подобро да ви објаснам дека е сепак емисија која што е наменета за целата публика. Дали сметате дека погрдни навредливи зборови треба да слушаат малолетните? Ја да кажам сега, значи вака, како човек да биде културен со некултурен човек? Има начин. Како? Ајде дайте ми рецепт. Како некој ми ја спомнува мајката... Па до сега не сте биле некултурни, не знам зошто сте изненадени сега. Види, преска ја исклучивте жена на спомна нешто клањање. И одма ја исклучивте. Затоа што мора да... Значи, да ви кажам нешто, значи да се држиме до темата. Не беше у негативна конотација, а ја исклучи тоа машинчето ваше таму. Значи сите предлози за теми може да се напишат во инбокс секаде, дали е тоа Твитер, дали е Фейсбук. Веќе сум го кажал, но таму со перот да го коригираат. Многу претерано темпа, па не може, ние сме народ. Значи народот претежно знае некои изрази да тресне како што Вас одлично ви оди кога се јавуват. Знам дека ми оди одлично се борам со зборови да употребувам културни. Енаку, какова стабилност, какви бакрачи, ние сме катастрофа од држава. Урнати на... Ете и реагираа 90 секунди, еве во продолжение. Значи, што се однесува до госпогета, се разбира, она сакаше да зборува накусо за нешто што е вон темата. И секако може да се јави во режија, да остави податоци или да ја контактираме, да напише, меѓу другото, се разбира на Facebook црвена линија, ве охрабруваме, пишувајте во инбокс, па можете и на ѕидот, нормално тоа не е забрането. Веќе имаме нели направено тема на барање на гледачите, но 90 секунди секогаш ќе бидат издвоени за темата за која што дискутираме. Меѓу другото и гледачот пред малку кој што реагираше зошто исклучуваме, се разбира, се јавувал многу пати и знаел да биде одличен соговорник и да ги презентира темите без да употребува погрдни зборови. Ке подсетам по кој знае кој пат, сепак сме емисија наменета за целата публика.
може да не следат и малолетната популација, зошто нели да слушаат погрдни и навредливи зборови. Сепак се може да се каже и поинаку. А тоа го знае гледачот кој што редовно се јавува. Одеме со твитерџи. Калин Бабушко напишал: па не е валда дека со авион отидовте до Охрид или јас нешто не контам баш најдобро. Кат П има напишано: па кога ти е срам гостинот по пат да го однесеш до Охрид, ке си влезеш со авион. А ние продолжуваме со вас и ве зборуваме за тоа дека по низа успешно спроведени економски мерки, владата е во акција, трет дел. Дали според вас Македонија стана фактор на стабилност на Балканите и дали нашата влада има повеќе доверба од страна на соседите отколку дома? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Здраво, господјатина. Здраво. За стабилност на Балканот, Македонија, тоа многу не ми се верува, ама дај Боже, дај така. Само американците и НАТО, оваа Европска Унија, верувате ли дека има две лица, двојни лица? Дај Боже, дај така, дај стабилност. Трудат се народо само. Нешто се друго крој тоа не се чини. Затоа што поланските години, која година беше, сега не мога да те лажам, вика ако падне Комунистичка партија Југославија, некои републики ќе нестанат од географска карта. И сега тоа босанското прашање и македонското прашање не е решено. Значи, тука нафта капа еноски се крој пиле. Да извинјаваш што думам така, ама тоа е што да правиш. А ега е така, дај Боже, дај стабилност, да има мир у таа земја тука, ама ние си ја сами копаме тоа, што викат. Друго што да правиме. Ние сме како да сме сираци, не знам што знам, немаме кој да ни ја држи стабилноста надвор. Тие ни се не газат, ние не смееме да речеме. Дали сметате дека нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Па да се... Времето истече 90 секунди. Ете, бидете подготвени сега, ако сакаме и од вас да слушнеме одговор на нашето Инстаграм стори анкетно прашање. Оние кои што ценат и сметаат дека сакаат да земат учество, заследете на Инстаграм црвена линија и кликнете на Инстаграм стори. Продолжуваме со гледачите. Добар ден. Добар ден, дали сум ја на линија? Да, повелете, во црвена линија сте. Со голем поздрав кон вас и респект. Голем поздрав и до вас. Го почитувам вашиот предлог да нема вреđање, пошто сите телевизиски куќи имате цензури и да немате казнувања, а и ние гледачите да бидиме културни, има начин како да се обратиме. Сега вака, јас за темата вака би настапила. Македонија стана фактор за стабилност на Балканот. Македонија треба да биде фактор за стабилност на својот народ, а не во Балканот. Без судство, без здравство, без економија, со сива економија, со корупција и со продавање на име, на знаме и на све што е македонско, со додатни имена на Македонија, се додворуваме на Балканот. Нас ништо не ни важи Балканот, дали ќе речи дека Македонија е фактор за безбедност, кога во Македонија нема безбедност. Нити право, нити сигурност за живот има во Македонија. Да ти е страх да излези и да не леко заута некој куршум и те утепа. Така да... Дали сметате и ова дека нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Ја мислам дека од народот нема никаква доверба. Дали ме слушате? Да, забележавме. Да, а во Балканот ке има, зашто сви... Благодарам многу за вклучувањето, 90 секунди и продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. И уште малку ќе дадам време, бидејќи гледачите сепак имаат предност. Добар ден.
Добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Па вака јас можам да кажам нешто. Ве пратам ваша емисија редовно и можам да заклучам дека голем дел од гледачите што се јавија најверојатно не го разбираат ова прашањево и затоа такви констатации или такви заклучоци дават. Стабилност на Македонија или на Балканот значи Македонија дека ќе остане во границите и дека нема да има некоја држава претензии према нивните граници, нашите граници, и дека нема некој да не нападне и да војуваме. Значи тоа е стабилност. А доста од граѓаните тоа го поврзуваат со економија и ред други работи. Сега, можам да кажам дека сме фактор на стабилност на Балканот и исто така на вашето анкетно прашање, значи доколку ние бевме нестабилна држава, зошто тогаш би дошле највисоките европски функционери да престојуваат кај нас по 2-3 дена? Дали сметате дека би биле добри домакини доколку би постоела средба помеѓу Зеленски и Путин? Па, мислам дека би биле добри домакини, али тоа нема да се случи во нашата држава. Со сигурност. Добро, благодарам и вам за вклучувањето. Продолжуваме сега повторно со Твитер. Сега кои ги читаме и твитерџи, може би со некој од нив ќе најдете заеднички збор, ќе бидете инспирирани или може би нема да се согласувате, како и да е. И тоа е огромна заедница на јавно мислење. Па еве Рома напишал: требало по новиот автопат Блаце-Охрид да го возите, да види колку автопати сте изградиле, да не мисли дека сме како Косово. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тину. Поздрав до тебе, поздрав до телевизија. Елма? Ако може малку погласно, ве молам. Да, може. Сега ќе ве дали Македонија фактор и стабилност на Балканот. Може Балканот многу го брига за Македонија, баш го гледа како е во Македонија, но ние македонци не се грижиме самите за македонци. Еве сега ние како сме стабилен Балкан, стабилност на Балкан. Слушам сега во Куманово 10 сестри албански приемано на работа. Па како не сме стабилност, гледаш, сега во Куманово ќе цвета. Нема, значи, во здравствено, нема јас во трубица, никаков апарат, ни ехо, ни рентген, ништо не работи. Од ова подобро стабилност каде сакаш? Па Македонија е стабилна. Доаѓа Европа. Европа доаѓа овде со нас мајтап да се игра. Значи мајтап се игра со Македонија, ни се смеат во Европа. Само ние мислиме дека Европа не сака. Што направила Европа за нас? Ништо не направила. Ние го сменивме името за Европа, не за Европа. Ние сами си го продававме името. И сега сме ние фактор за стабилност. Ма каква стабилност, каква фактор е? Оди види во Скопје, во државна болница, дали се говори на македонски јазик. Па никој не говори на македонски јазик и ние сме биле стабилност, фактор стабилност. Не знам како фактор сме ние на стабилност. Ние веќе како македонци не постоиме. Јас не знам зашто таму не се напишале Северна Македонија, туку Македонија. Кога знаеме дека Македонија не постои како Македонија, туку постои само Северна Македонија. И цела ноќ не може да спиеме од радост. Грците ни донесе ќе зборуват на македонски јазик. Па македонски јазик во цел свет се зборува, Швајцарија, Германија, Србија, секаде. Благодарам за вклучувањето. Добар ден. Добар ден, почитувана. Добар ден, секој добро и вам. Повелете. Прво, чест и признание е да се биде домакин на настан на вакво високо ниво, на кое треба да се решаваат тешки отворени прашања помеѓу наши соседи, кои подеднакво се однесуваат и на нас секако. Треба сите да бидеме горди и задоволни што нашата држава веќе прерасна во фактор на стабилност на Балканот, во кој сите заедно треба и мораме да работиме за да го задржиме ова ниво. Факт е и тој што ни е признаено дека во Македонија се случени два важни договори. Кумановскиот, со кој беше ставен крај на НАТО бомбардирањето на Србија и беа позицирани меѓународните вооружени сили на Косово КВОР и повлечени
југословенските воени сили од Косово. Овој пак, Охридскиот, според кој Србија и Косово се дефинираат како две држави, чии формално признавање најверојатно ќе причека, но јасно во Охрид се воспоставува ново ниво на кое тие односи се остваруваат и согласно овој договор ќе треба да се применуваат и да придонесуваат за регулирање и релаксирање на односите на овој дел од Балканот. Благодарам за вклучувањето. Продолжуваме со вас, гледачи. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Дали Македонија стана фактор на стабилност на Балкан? Што сакам да кажам? Јас сакам да кажам дека нема ништо стабилно. Дали школство, дали здравство, дали економија, ништо. Како ќе сме стабилни? У завода, 5 автобуса за Италија и за Германија, од Македонска каде, од Тинова вали, од Киприја, како стабилно? Како ме се засрам? Се засрам. Американците, Хвери овај господино Иличев, Сабецеви култури, 2030 ќе влеземе во Европска унија. Тоа да има Европска унија. Треба да има методичко. Треба да има. Ништо нема таму. Ништо. Америка таму и Европска унија. Така да нема Македонија. Да нема. Подоста го нема. Благодарам, поздрав и до вас. Продолжуваме секако со вас. Предност имате вие, доколку имаме гледач, веднаш ќе го вклучиме, па ќе преминеме на Твитер заедницата. Добар ден. Добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Како може да биде фактор на стабилност една држава која е дувло на криминал и корупција? Тоа е од број 1. Понатака, домаќин на средбава беше премиерот, беше присутен и председателот, а беше присутен и господинот Али Ахмети. Во кое својство? Председател на партија? Значи, зошто не повика и други председатели на партии? Да не се залажуваме. Еве, дали сметате дека има повеќе доверба владата кај соседите отколку дома? Дома никаква доверба нема. Ова околу соседите. Значи, сите сме под еден голем притисок и Србија. Кога тогаш ќе попушти? Ќе мора да го реши прашањето со Косово. Ние ќе мораме да ги вметнеме бугарите во уставот. Тоа е, значи, да не правиме муаве. Меѓутоа, господинот Али Ахмети воопшто не требаше да биде присутен таму. Фала многу, пријатно. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме со Твитер заедницата. Профилот Долно Дупени напишал Ковачевски: Македонија е избрана како земја домаќин за преговорите Србија-Косово, бидејќи е пример за стабилност во регионот. Не бе, господине, трајно неспособен. Избрана е бидејќи сте власт на земја пример како се распродаваат државни интереси без срам. Продолжуваме секако со вас. Што мислите, Македонија стана фактор на стабилност на Балканот и дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Добар ден. Добар ден, ти на повторно се јавувам, пошто не се доискажав. За да имаш ти стабилност во Балканот, треба и Балканот да ја поддржава Македонија. Зошто Балканот не ја поддржава Македонија? Во никоја смисла. Во никоја смисла. Зашто Балканот и како членки на НАТО не е присила Македонија или македонската влада или позиција за да стапи правично со судството, со економијата и со стабилноста во државата, да не ни бегат младите. Сега, меѓувремено, дури ве слушав, поставивте уште едно прашање,
како би постапиле ако дошол Путин и како рековте Ние дали би биле добри домакини како земја доколку се создадат услови за преговори помеѓу Путин и Зеленски? Ја би рекла вака, не би настапиле домаќински со едни фашистички председатели или држави. Зеленски така и така, а меѓутоа Путин не. Со Путин не би настапиле човечки и нема право да дојде во Македонија. Зашто не човечки настапува со народот. Исто како со македонскиот народ што се настапува. Неравноправност према другите народи. Како може дочек да му се направи на таков човек? И не смеме ни да бидеме домаќини ние, за да го пречекаме еден злостворник. Ви благодарам ти. Благодарам и вам за вклучувањето. Ете, гледате пример, дозволено е репете се разбира повторно да ја искористите можноста и да добиете нови 90 секунди, како што го направи гледачката пред малку. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, црвена линија. Пред се темата ви е многу убава. Стабилност носи на Балканот Македонија. Тачно така носи. Јас се јавувам како граѓанин, не како партиски војник на некоја партија. Навредливо е за држава да зборуваме дека не е вистината таа. Се најде време кога Македонија ги покажа своите прави вредности. И треба да бидеме горди на сето ова што се случуваше во Охрид. За поздравување од страна на владата, без разлика како заеднички јазик ќе најдат Косово и Србија меѓусебно. Меѓутоа, ние имаме стварно, покажуваме желба за стабилност на Западен Балкан. А јас го говорам од аспект на како државотворен народ, не како партиски војник. Сакам да кажам за една реплика на културна, нека се засрна луѓе во години како зборуваат во интерес на ја прегазуваат државата, а застануваат зад опозицијата која што е партиски се определи. Не. Вистината е таа, треба да бидеме горди за овој потез што го направивме и мислам дека ќе успее. Покрај тоа да ви кажам дека во Грција донесе одлука во Ревен судот, јазикот македонски се признават и ќе се учи. И тоа ли не е гордост и не е за пофалување. А што се однесува за втората тема, да ме прашате дали имаме... Ало? Сепак 90 секунди истекоа, но како и да е, можете да кликнете и да не заследите на Инстаграм и да ни го дадете одговорот на Инстаграм стори прашањето. Анкетата е дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома. Опцијата на Инстаграм е две можности за одговор, да или не, зависно тоа што сметате дека е вашиот одговор. Одиме повторно со Твитер. Кафеџија напишал: Вучич ги чита договорите што пиши, а овие нашите само да им договор одма подпишуваат, абер немаат што пиши. Така напиша Кафеџија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, црвена линија. Да. Вика, Македонија стана фактор на стабилност на Балканот. Па да, Македонија е фактор на стабилност, барем за мене, и на Европа. Македонија ќе биде стабилност и на светот. Зборам во идно време. Македонија верујте ми, кај да е, најмала плата ќе биде 5000 евра. Македонија ќе биде пример за правна држава, да нема корупција, да нема мито, да нема сиромаштија. Памтете ме, кај да е, Македонија ќе има најстрекни, најубави, највесели граѓани, тоа ќе биде радост, свеќе, убавина, прекрасни работи ќе се случуваат, нема да има проблеми, нема да има караници, нема да има богати, сиромашни, нема да има несрекни случаеви, ќе има лекови за сите, ќе има работа за сите, високи плати, срамци ќе доваѓаат тука да работат, Вардар ќе биде пловен, ќе идеме со глисери до Солун. Верујте ми, толку убави работи ја чекаат Македонија, еве веќе ни тргна. Значи, кај да е уште пубаво и пубаво ќе биде, ќе се гордееме со Македонија. А дали еве во иднина верувате дека би можела да бидеме земја домаќин на преговорите помеѓу Зеленски и Путин? Да бе местото каде што е подпишано примирие?
Па Зеленски, Путин тука ќе дојдат во Скопје, ние ќе ги смириме, ќе им кажеме како треба, што треба. Ние сме пример, ќе објасниме све, дека имат од кого да учат, од кого да научат, што да научат. Верувам кој ден да е прашање на САД да дојдат тука во Македонија, во Скопје, во Охрид. Така, благодарам што дојдовте во Црвена линија, што се вклучивте и бевте дел од денешната дискусија. Продолжуваме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме Црвена линија? Ало, дали сме во програма? Да, повелете. Да. Тек кога ќе влеземе во Европска Унија, тек тогаш да видите каква стабилност ќе видиме. Замислете, почитувани новинари, медиуми, замислете Македонија, Косово, Црна Гора да имаат право на вето на Европската Унија. Да. Продолжете, ве замислете на Дурме некој наредил и Косово или Црна Гора ќе стават вето на Германија и на Франција. Дали можете да го замислите тој свет тогашен, каков ќе биде? Да, ви благодарам. Благодарам многу за јавувањето. Одеме со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, во Црвена линија сте. Благодарам. Па вака, јас ќе кажам своето размислување. За нас е ова, значи, големо почитување, признание дека ние можеме, значи, на светско ниво, значи, на европско ниво, како сакате, кажете го, да се одржи одредена конференција, одреден самит, значи одредено договарање за некакви си постигнување одредени цели. И мислам тоа е за поздравување и не треба да мешаме ово-оно. Ето, моето залагање беше сега да го поздравам грчкиот суд, каде што, значи, го поништија барањето да немаме право да формираме наши представништва во Грција, значи со тоа што фактички, значи дојде времето каде што ќе се дозволи да се формираат приватни училишта, да се воведе македонскиот јазик во редовните училишта, значи фактички се признава веќе и македонскиот јазик, македонскиот народ. Значи, ние веќе не сме непријатели на Грција, ние сме пријатели. И ова треба да го поздравиме и да го почитуваме. Истово треба да се случи и со бугарите. Нека влезат тие во уставот, со ништо не може да направат, но со тоа автоматски еден ден и тие ќе дојдат на ваков начин да речат има македонски во Бугарија и треба да ги признаеме и да им признаеме да отворат своји школи. Тука да се залагаме, тоа треба да опостигнеме. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден, се слушаме? Да, најубав ден, повелете. Епа вака. Значи Македонија, што да ви кажам, стабилност на ниво. Луѓе еден куп се губат, ги нема се никаква безбедност, пукање усред центари, да не набројувам, сите знаеме што се случуваат и какви работи. Во школа се наоѓа дрога. Да ви кажам, стабилноста на ниво ние, што да ви кажам. Меѓутоа, за соседиве што беа во Охрид, ние сме стабилни. Сите сме во иста каша тука. Така да тоа не е тие не се некој, да речам, ајде некој, како кажам, држави, па да не сме стабилни, да ги дочекаме. Меѓутоа, ние за домакини секој пат сме први. Значи, ние сме за пречек, тоите да ги дочекаме и све да направиме, тука нема дискусија, кога се работи за гости. Меѓутоа, кога се работи за нас е катастрофа. Немате судство, немате полиција, немате кај да се пожалите, како можете вие во толкав град, не можеш да видиш полиција да ти треба нешто да побараш. И сега границите, наши, која безбедност ние имаме со нашите овие комши, да речеме, дали границите, ајде со Бугарија, Грција, Србија, тука сите поред, да речеме, која безбедност, Косово, ајде, нека ми каже, отворен Балкан. А според вас, дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Па ја мислам дека има повеќе доверба него дома. Меѓутоа, мене ми е многу чудно зашто во Драч има муџахедини. Тоа не можам да го сватам. Со соседна Албанија. Благодарам за вклучувањето. Сега повторно одиме со Цветирџи.
Фидел Кастро напишал: Косово удамна е независна држава, дали на некој му се допаѓа или не. Курти дава интервју на српски за да го разберат и Срби, Вучик и сите новинари во Охрид. Али нема збор кажано на македонски освен еднаш. Груби пишува статуси на албански. Не, само за добро утро. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Фактор стабилност Македонија на Балканот. Не, на светско ниво има стабилност Македонија. Зошто го викам тоа? Затоа што кој како сака и од кај сака може да влези, што да бара, што да сака, што да земи, што да ни натури. Све е дозволено, та поголем фактор на слобода нема, не постои. Со соседите, како рековте, колку не Па име, дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома? Види, наша влада има доверба надвор, затоа што кога оди таму, се додворува и се што побаруваат соседите, све удоволува. Видите, Бујар Османи и на бугарите им ја честиташе Стефанска Бугарија. Што значи тоа? Значи Македонија на бугарите викаа, не постои, ваше е ваму, оживете го Сан Стефанскиот договор и готово завршено со Македонија. Како ќе нема доверба? Кога тие сите работат, владава наша работи против самјата себе, против луѓето, против Македонија, против себе. Владата работи тоа. Да не стани, да застани како Вучич што се исправи. Нешто беше прашањето за Путин и овај Зеленски. Дали би можеле ве како земја да бидеме војднина домаќини на преговори за примирие помеѓу Путин и Зеленски? Можеме ние да бидеме и Путин не би седнал со овај зелениот. Зошто? Путин ги брани русите. Благодарам за јавувањето, стигна времето за реклами. По рекламите време е конечно да ги соопштиме и резултатите од Instagram стори анкетата. Ве потсетувам тука за следете на црвена линија и веќе утре земете активно учество. А на денешното прашање, дали нашата влада има повеќе доверба кај соседите отколку дома, со да одговорија 64%, додека со не 36%. И тука ќе си дозволам секако сите оние кои што не следат на црвена линија да останат во стабилна позиција, тоа е во продолжение да не го менуваат каналот и да бидат подготвени за заврти на Телма. А во заврти на Телма, например, ќе ви се падне прашање како се вика големото зелено чудовиште во кое се претвара Брус Бенер кога ќе се изнервира. И секако прашањето под кој прекар ја знаеме радиоводителката Сонја Пандиловска од Антена 5 радио. Забележете ги, прашањата следуваат во заврти на Телма, каде има многу награди.